Почитувани, добра вечер. Телевизија 24 почнува со интервјуата со претседателските кандидати за изборите. Кампањата е во тек, таа се вжештува, течат митинзите, собирите со граѓани, телевизиските дуели, а ние нашата серија на интервјуа ќе ја почнеме со кандидатот на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски. На самиот почеток сакам да кажам дека телевизија 24 упати отворени покани до сите кандидати, и до кандидатката Гордана Силјановска-Давкова и до господинот Блерим Река за учество во овие дебати. Термините со нив се уште не се до крај прецизно утврдени и сакам само да напоменам вечерва дека сите термини се отворени, дека вратите на телевизија 24 остануваат отворени за кандидатите да дојдат тука да ја представат својата програма и визија за претседателската функција. Ние, како што кажав, почнуваме со господинот Стево Пендаровски. Добра вечер, кампањата. Добра вечер. Кампањата е во тек, жешка е, активна е, ги слушаме вашите пораки, но да почнеме малку со она што најмногу ги загрижува познавачите на политичката сцена, а го загрижува и лидерот на СДСМ и премиерот Зоран Заев, тој тоа отворено го кажа, дека се плаши за излезноста во вториот круг, дека тоа е една од работите која му е најголема непознаница и предизвик. Сега, кажете ми, се плашите ли вие, бидејќи тоа отвара многу прашања поврзани и со вашиот политички бекграунд за кој ќе зборуваме, се плашите ли од излезноста најмногу сега во моментов, бидејќи од прилика анкетите ги знаеме, нема да зборуваме за нив, туку само директно за излезноста. Да. Добре најдов уште еднаш. Благодарам за поканата. Јас мислам дека никој не се плаши. Тој збор не би го употребил плашење, меѓутоа мислам дека станува збор за една ситуација која е најмалку посакувана од било кој граѓанин, не само овие познавачи на проблематиката, бидејќи изборите коштаат и би било луксус за оваа држава која знаеме колку лимитирани ресурси има и во таа сфера да повторно бираме председател, па да ги повторуваме изборите 2 пати, 3 пати, не знам колку пати ќе биде потребно. Затоа мислам дека сите политички субјекти, особено оние кои имаат свој кандидат во оваа трка, би требало да бидат максимално свесни за ефектот кој ќе го предизвикаат кај граѓаните, да не одат на организиран бојкот. Зошто го кажувам ова? Затоа што за жал минатата година не имавме случај во кој најголемата опозициона партија имено организирано го бојкотираше референдумот. И јас ви тврдам дека претходно не кажа дека ќе го направат. Не кажам, меѓутоа знаеме сите дека за жал такви инструкции дадоа по сите своји општински комитети и клубови. Ако тоа се случи, ние повторно ќе имаме проблем со цензусот. Значи, само во еден случај е можно да имаме проблеми со 40+1 во вториот круг, а ако ВМРО ДПМН реши повторно да изигра таа задкулисна игра, како што ја направи минатата година за референдумот, незадоволна од тоа како стојат работите на терен, бидејќи анкетите беа јасни дека граѓаните на Република Северна Македонија во огромен број го поддржуваат Преспанскиот договор како услов за влез во Европската унија и во НАТО, тие им рекоа, ги инструираат своите приврзеници и гласачи да седат дома и на таков начин не беше постигнат ни тој цензус кој е поголем до душа за референдумот. Во секоја поинаква ситуација, јас сум повеќе од убеден дека е можно, не затоа што јас не знам каква бројка на гласови ќе земам или не знам другите двајца, меѓутоа ако учествуваат така наречените големи политички блокови, што се во нашата земја, во игра до крај, како што секоја политичка компетиција подразбира, значи до крај ако останат честни во заложбите кои ги има да се пополни и оваа функција, бидејќи после 5 години мораме да избереме председател, и дека и ако пропаднат овие избори, ќе мораме да имаме веднаш други и трети и така натаму, додека не се пополни оваа позиција која е институција посебна по устав и по закон. Ако тоа се случи, немам никаков сомнеж дека 40+1 ќе биде далеку надминат. Меѓутоа велам, тоа останува како дилема. Математиките се јасни дека излезноста на гласачите на ВМРО ДПМН ќе биде пресудна во вториот круг, но тука сега зборуваме за политичките стратегии, за мотивите на партиите, пак се повторно се навраќаме на референдумот, веројатно тие тогаш одлучиле дека тоа е во нивна корист да го направат, зошто тоа е нивна анализа. Но сега, што доколку знаеме дека математиките велат дека во вториот круг секогаш за претседателски избори најмногу решаваат условно кажано гласовите на етничките албанци, на нивните партии. Тие по некои анализи нели најмногу би требало да одат на ваше конто. Која би била мотивираноста на ВМРО ДПМН да истрча во вториот круг ако знаат дека значи огромна можност е да ги изгубат изборите. Можно ли е да се решат на такво едно субверзивно сценарио? Ова е интересно прашање, меѓутоа би било упатно да ја прашате кандидатката на ВМРО ДПМН и лидерот која кандидира.
бидејќи тоа е именно прашање за нив. Ако знаете дека меѓу другите, не велам албанските гласови ќе бидат пресудни, Условно кажано, ќе да. бидат пресудни и другите, гласовите на сите други граѓани, и на другите етнички, помалите така наречени немнозински етнички заедници, меѓутоа ако и тие имаат таа калкулација и тргнат од оваа логика која вие сугерирате дека во првиот круг направивме толку и толку гласови, а во втори немаше да бараме бидејќи тие нема да не гласат, и таа етничка заедница, тогаш зошто целокупната Лидерот на ВМРО ДПМН не ги ни повикува албанците. Именно тоа сакам да прашам, зошто тогаш со политичката реторика, да не кажем со конкретните потези и претходно што ги правеа, зошто не се рефериравте, не се обраќавте на таа етничка заедница? Па да кажете што вие нудите. Кандидатката на ВМРО ДПМН вели, јас сум против пресманскиот договор, јас сум против законот за јазици, да не одам поназад рамковен договор децентрализација, бидејќи и таму има еден подолг политички стаж во негирање на тие клучни столбови на македонската стабилност и перспектива кон Европа. Меѓутоа, таква политика ако водиш, апсурдно е да очекуваш во втори круг некој кој него ни повикуваш, него ни констатираш дека живее овдека, него ни повикуваш за гласање, да тврдиш дека сега не можеме да добиеме гласови и да си останеме дома. Чи воопшто не ја почнеме таа трка. Да, но Македонија е позната по своите византиски игри во политиката, всушност како и секаде, не е само Македонија, но сега тука е интересна и улогата на ДУИ. Имено, има многу познавачи на политичките состојби, повеќе би кажал познавачи кои добро ги знаат натрешно партиските односи, кои велат дека ДУИ не изиграла како што треба ни за време на референдумот. Вела дека едноставно ДУИ воопшто не ги мотивирала своите гласачи да излезат. Дали е тоа точно или не, сега ние не знаеме, тоа се нели тезите кои постојат и мотивите на ДУИ за тоа. Мислите ли дека се плашите ли повторно такви некои игри, политички сплеткарања, каде што ДУИ, иако официјално ве поддржува, не ве спомнува многу на митинзите, но ве поддржува? Јас за минатогодишниот референдум не бев во центарот на случувањата, како се вели во штабот, бидејќи се имам сосема друг статус. Нормално сега имам повеќе информации и гледам како луѓето, односно представниците на партиите работат. Имам увид во нивните теренски активности и не можам да тврдам дали сега се ангажираат еднакво како минатата година за септември за референдумот, меѓутоа мислам дека е, за да бидеме попрецизни во политичка смисла, мене не ме поддржува само ДУИ, ако забележам и таква тенденција од политичката опозиција, тој е кандидат на СДСМ и ДУИ, веројатно сугерира дека Али Ахмети и Заев се договориле негде нека, напротив, ситуацијата беше транспарентна, процесот беше јавен, без малку и над 30 партии застанаа зад мене, при тоа има 4 политички партии на етничките албанци, не е само ДУИ, можеме да зборуваме и за нивниот ангажман. Што е политичка реторика, што е реалниот партиски ангажман на терен за мене. ДУИ ги споменуваме како најголема. Да, се согласувам. Мојот увидот во она што ДУИ го работи на терен до овој момент од мене, според моите сознанија како кандидат, заеднички кандидат на владината структура, е дека ДУИ се ангажира поприлично на терен. Поприлично, и сако некој му е чудно дали ме прашува зашто лидерот на пример на ДУИ не се јавува со мене често или луѓето од ДУИ. Концептот на мојата кампања е инаков. Гледате дека и другите лидери не се појавуваат покрај мене, освен Зоран Заев, кој е премиер и со кого имаме повеќе заеднички политички активности во изминатиот период, пресмански договор, ЕУ, НАТО и така натаму. Јас ги водев преговорите за НАТО, меѓутоа без премиер. Сам освен него, ниту еден друг политички лидер не се јавува, затоа што јас навистина сакам да се прикажам пред луѓето со она што реално сум. Јас сум непартиски кандидат и ако ја добијам довербата, после сакам да бидам навистина непартиски председател кој води сметка не само за оние што го поддржале. Ја велам секоја чест, благодарам за поддршка од 31 политичка партија, меѓутоа имам и 32.000 граѓански потписи, на 60 пратенички и така натаму. Сакам да покажам навистина и на дело уште од кампањата дека и луѓето кои се движат со мене по улиците, по градовите на македонските населени места не се препознатливи партиски функционери ниту од СДСМ, ниту од ДУИ, ниту од другите партии. На тоа се должи. За тоа дали сте непартиски кандидат ќе ве прашам, но во однос на ДУИ, како ви го објаснуваат тоа што не ве спомнуваа директно на митинзи, току зборуваат за консензуален председател, за доброто. Спомнуваат. Јас ги следам, добивам преглед на тоа што се зборува, не само спомнуваат сепак. Апсолутно. Бидејќи на оние официјални банери на надписите никаде не пишува гласајте за Стеван Петров. Да, ме прашуваат зашто баш во секој штаб. Консензуален председател. Да, тоа е нивна теза. Сметаа дека пред 5 години не сме имале консензус околу тоа, сега се и тие и политички тоа е веројатно попрофитабилно за нив, меѓутоа мене ме спомнуваат, ме прашуваат зашто нема ваши слиги во штабовите на ДУИ. Има. Имаат многу штабови, има. Знаете дека на централниот митинг зборуваше висок функционер, вице-премиер во влада Бојар Османи, кој ме спомнуваше на десетина пати и така натаму. И Али Ахмети лично ме спомнува на многу своји митинзи, можеби не е доволно според некои критичари, меѓутоа според мене доволно. Добро, кога вели ДУИ Артан Груби, кога вели дека
тие се пазареле сега дека за да Стево Пендаровски да биде председател, за во еднина да се добие гувернер албанец. Не знаеме дали е тоа така точно, тоа го вели он, но вие се чувствувате ли така комотно како Види, како да бидеме пазар? реални сега. Јас бев негде низ по кампањава низ Македонија и кога ја чув таа изјава ја побрав интегрално да ја чујам и ја слушнав. Ја слушнав и оригинал и во превод. Значи да бидеме прецизни, тој вели направивме консензус околу тоа дека втората функција во државата, спикер на председател на парламентот, може да биде и етнички албанец. Сега ние вели како етнички албанци, партија на етнички албанци, правиме отстапка и даваме согласност да биде утре залутре етнички македонец Пендаровски председател на држава. Бидејќи вели го промовиравме и го воведовме сега со тие потези вика принципот на консензуалност за највисоките функции што беше табу до пред само некоја година, знаеме сите, вели зошто да не утре заутре да имаме и начелник на генерален штаб, гувернер. Инаку гувернерот и начелникот на генерален штаб се во првата година од својот мандат, така што нема вам памете дека ја сега заради некаков си пазар кој не постои, ќе менувам највисоки функции во државата. Значи пазар не постои, но тој вели ние го афирмиравме и конечно во политичкиот живот во држава го воведовме принципот на консензуалност, како што беше за Талат Џафери, сега ние даваме поддршка за Стево Пендаровски. Значи не сте чуле дека постои конкретен таков договор некаков? Не сум чул зашто не постои. Замена председател за гувернер? Не постои, каки, тама работа. Не постои таков договор. Значи ја ви уверувам дека не постои таков договор. Да постоеше ќе знаев и ја првиот ќе се спротив. Ја не сакам да бидам во некоја си не знам просторија тамо договорам меѓу 23 лидери или етнички поглавици како ги викаме и Стево ќе биде. Таков политички пазар овој пат не беше направен и ви уверувам, значи има пазите, внимавајте, значи од 31 политичка партија имаме не една, имаме повеќе од една турска политичка партија на не знам на роми повеќе од една и така натаму. Срби, власи, бошњаци и така натаму. Са сите тие се држани во мрак додека Али Ахмет и Зоран Заев преговарале, кандидат за председател не. Таква работа не се случила и не може да се случи и нема да се случи. Така што јас не сум продукт на такво едно преговарање меѓу шефовите на етничките заедници во Македонија. Мислам дека тоа е јасно за секој добронамерен. Добро, кога сме веќе кај гласовите кај таа точка која може да биде присутна во вториот круг за гласовите на условно кажано не етничките македонци. Што е со таа теза која исто така се врти во јавноста дека е можно БЕСА и села своите гласови во вториот круг да ги дадат на ВМРО ДПМН? Сте слушнале за тоа? Не сум чул, меѓутоа е... Бидејќи, уште една работа ќе кажам, за време на локалните избори имаше една прилично сомнителна соработка помеѓу БЕСА и ВМРО ДПМН, тивка, неофицијална на терен, но сепак сите избори вела дека се случило. Така да ова и не е толку неверојатна опција. Муабетите за поддршка на локални избори сум ги чул, не сум чул за сега. Мислам дека, значи прво легитимно, демократски, ако решат, ако сметаат дека тоа за нивните гласачи или за правата на статусот на албанците во Македонија е добро, може да го направат. Ја немам чуено, меѓутоа мислам дека ако се случила, немам конкретен податок, ако се случила соработка за локални избори, тоа е само затоа што во тие конкретни општини нашле договор или консензус локален околу квалитетите на конкретниот човек. Многу би ме зачудило, да бидам благ во изразите, дека можат гласачите на Блерим Река во први круг, кој е поддржан од БЕС и од Алијансата, да бидат пренасочени према Гордана Силјановска-Давкова, имајќи ги во предвид нејзините ставови, имено за овие прашања, имајќи ги прилично ригидните ставови на лидерот која предложи на таа позиција, Христијан Мицковски, кој не ги ни повикува албанците да гласат. Ако тоа воопшто се случи, во што право да ви кажам не верувам, јас мислам дека и да повикате некого да гласа етнички албанец за оваа опција која ВМРО ДПМН ја нуди, мислам дека тие нема да послушаат. Значи на ачик се нивните ставови кои се крајно националистички. Ја мислам дека од некој арсенал на политиките кои се водели во 19 век се извлечени, буквално не зборуваат воопшто за соживот. Не зборуваат. Затоа мислам дека ќе биде тешко. Не сум чул дали има договор, не верувам дека ќе има договор, но евентуално на некој ако му падне во глава таква идеја, вие не можете да пренасочите гласови на ниту еден граѓанин кон човек или политичка партија која има ригидни ставови за закон за јазици, за преспански договор, за рамковен договор, за децентрализација. Не можам да може да се случи, ама не верувам, да ви кажам реално не. Добро, кога вие велите дека сте надпартиски кандидат, тоа го всушност го велат сите кандидати на овие избори, тоа е еден да речеме нов феномен во македонската политика. Претпоставам дека тоа е стратегијата за обид за привлекување на неопределените гласачи на сите политички кампуси во ред. Но кога зборуваме за таквите статуси на Гордана Силјановска-Давкова и на Блерим Река, можеби е помалку проблематично отколку вие, бидејќи вие еднаш веќе бевте кандидат на СДСМ и коалицијата на претседателски избори. Во меѓувреме вршевте една ајде да речеме политичка функција како национален координатор за НАТО. Сега сте повторно
кандидат, бидејќи сега никој не е наивен, знаеме кај нас во политиката дека колку е тешко да се дојде до претседателски кандидат, со оглед на тоа дека имаше и силна борба за тоа кој да биде од оваа коалиција назначен. Вие можеби формално не сте член на СДСМ, но како можете да се представите надпартиски кандидат кога сте, да речеме, тесно поврзан цело време со тие политики? Јас сум поврзан, нема никакви дилеми со политиките кои СДСМ и таа коалиција тогаш во опозиција ги води од 2011 година. Ја бев 2016 пратеник, тоа го испуштив, ја бев и пратеник во прва изборна единица, бев носител. Значи, се внимавајте како е можно да бидете, не велам дека сум ја неполитичен, или ја политичен, не сум непартиски, во смисла дека не сум формално член на партија. Еве доказ дека не знам за господинот Блерим река, меѓутоа за Силјановска дека се работи за висока подударност меѓу неа и ставовите на ВМРО ДПМН, че со партиските ставови 20 години наназад. Таа спомнува, рамковниот договор не го поддржувала, децентрализација и така, се до денеска, Преспански договор, закон за јазици. Јас имам работено за двајца председатели на државата. Едниот, за жал сега починат Борис Трајковски, кандидиран член долгогодишен на ВМРО ДПМН, и потоа веднаш со Бранко Црвенковски, член, председател и така натаму, еден од основачите на СДСМ партијата. Во кој дел сум соработувал? Значи, ја не сум бил нивни советник за меѓупартиски релации. Сум соработувал за евроатлантски интеграции, во сферата на меѓуетнички односи, безбедност и одбрана. Зашто тие работи мене ме врзуваат со политичката опција која нив ги протежира. Јас стварно мислам дека Македонија нема да биде возможна како стабилна и успешна и просперитетна демократија ако сите граѓани овде, независно од етничка припадност, навистина не се еднакви, комплет еднакви. И затоа јас застанав зад рамковниот договор као обид за мирно решение на кризата, а не низ воено решение на терен и да се испоколеме, да се испотепаме до крај, па да имаме последици не знам какви по државата и по граѓаните кои овде живеат. Само така е можно и да бидам координатор за НАТО. Јас зборам само последната позиција на која сум бил. Значи, Европската унија, НАТО, евроинтеграциите и внатре меѓуетничка кохезија се трите точки на кои јас сум соработувал со сите со кои сум можел да најдам заеднички интерес. Борис Трајковски беше председател избран, предложен од ВМРО ДПМН, меѓутоа во 2001 и рече не, благодарам на својата политичка партија и рече јас морам да внимавам за државата да остане на купче и беше покровител, заедно поддржан меѓународниот фактор, покровител на рамковниот договор. Да не ме чуди, произлезе од ВМРО ДПМН, но на крајот навистина беше председател на сите граѓани. И ден денеска тој документ го славиме како еден од фундаментите на стабилност. Се знам, но малку во аналогииве повторно не ме убедивте зашто се представувате како надпартиски кандидат. Токму примерот што ми го дадете со Силјановска Давкова, дека таа ги застапувала политиките на ВМРО ДПМН како што вие велите 20 години наназад. И вие ги представувате политиките на СДСМ исто така. Еве да бидам попрецизен. Се знам, уште Ѓорги Иванов исто така се представува дека е надпартиски кандидат, бидејќи Ама види, едно е дека ја не спорам дека се представуваат милион луѓе се представуваат како непартиски и така натаму. Ја зборувам, видите што сум работел во меѓувреме. Оставија реториката, еве не сум непартиски. Член сум на 10 партии во исто време. Гледате ги моите политики. Има една нишка која ме поврзува со мојот ангажман. И како портпарол на Министерство за внатрешни работи ме поврзува. Сите ги паметат пресконференциите. Јас сум на пресконференции 99-та малку за Косовската војна, но 2001 нон-стоп, секој ден. Уште сум во МВР. Помошник министер за односи со јавност или портпарол. Да. Јас сум на секојдневните пресконференции со Антонио Милошевски, например, како портпарол на влада. Тој човек во тоа време имаше крајно националистички ставови и преферираше една етничка заедница, својата, наспроти сите други. Јас тогаш имав сосема поинаква реторика, која не беше етнички обоена. Ја бев вистински професионалец во едно време, не време. Ја и ден денеска сум на таа позиција, тој човек и ден денеска е партиски војник на партијата која му ги даде сите тие функции во меѓувреме. Значи, гледате ги делата, што конкретно сме работеле. Јас сум бил за кандидатскиот статус за Европска унија. Јас сум бил за Преспанскиот договор. Ја како пратеник имам дискутирано во собранието за законот за јазици. Ја и денеска стојам за тие неколку столба. Јас сум на пример за договорот со Бугарија. Мислам дека е одличен договор. Ништо не губиме и како нација и како држава. Господјата Силјановска вели имам крупни забелешки на договорот со Бугарија. Значи сите тие стратешки документи јас сум ги поддржувал, сосема независно дали било ВМРО или СДСМ на власт. По тоа е разликата, че моето конкретно политичко поведение е по линијата, нема ни еден отклон по линијата на стратешкиот пат на Македонија кој е само на западот во евроатлантските интеграции. Да, добро, но што е тогаш со вашиот однос директно со натрешноста на СДСМ, бидејќи мислам дека не е тајна доколку се каже дека во некои внатре кругови, во некои ешалони не сте баш популарен, а мислам дека популарноста не ви се зголемува кога велите дека вашиот рейтинг е поголем од рейтингот на СДСМ, дека тоа се покажало и на минатите претседателски избори, повторно го повторувате тоа.
Мислам дека Што не е точно тоа. погодувате некои нерви. Па не знам дали е точно. Еве вие кажете ми дали е точно, бидејќи знаете што, рейтингот да, но што доколку се извадат гласачите на СДСМ, кој би гласал за вас? Не, ја не спорам. Значи, ја не ги понижам. Ја разбирам за кого зборуваш, има некои коментари кои ги чув на таа моја Бидејќи изјава. треба да излезете сам на избори, без партија зад вас, Значи, па да без видиме партија, не спорам. колку ќе добиете. нели? Не спорам. Значи, види, идејата кога бираш кандидат за председател кој има шанси да добие избори, не само да истрче трката. Логиката е да излезеш надвор од партискиот електорат. Значи да шпекулираме, ако 30.000 гласови си, не знам колку или повеќе се само на СДСМ, гледаш да направиш поголема коалиција и гласовите на ДУИ и така натаму да бидат повеќе. Меѓутоа тоа најчесто тоа го прават сите партии. Меѓутоа тоа најчесто не е доволно. Инаку веднаш да ви кажам, инаку ќе беше чисто партиско решение кандидатот за председател на СДСМ на коалицијата предводена од СДСМ. Че ја знам дека со тие изјави погодувам нечи нерв како велиш. Нема, меѓутоа ја кажам реалноста. Секој оној што може да добие макар еден глас надвор од оној традиционален партиски електорат носи повеќе шанси за победа. Именно на таа партија. Ја ви кажам, значи ја да немам подршка од овие политички партии начело со СДСМ како најголема политичка партија, па ја не можам, не знам, 10 пати помалку гласови би добил отколку што ќе добијам. Значи нема никаква дилема. Јас тоа го кажав и порано. Гледате, зборов имаме на таа тема зборов многу пати во време на така наречената шарена револуција. Ја во едно свој интервју велам дека шарената револуција во целина е оној слој кој му треба плюс на граѓанска Македонија, не само Скопје, сите граѓани, кој му додава плюс на СДСМ, бидејќи само СДСМ гласачите не може да го деложира режимот. Како што се случи. Че тој широк граѓански бунт донесе може 50-100.000 гласови нови кои не беа асоцирани со ниједна политичка партија, но се препознаа во политиките на СДСМ во тој момент и слоганот нема правда, нема мир. Затоа ви тврдам, значи, инаку зашто не оди секоја партија баш со ово? Зошто конечно кандидатот на ВМРО ДПМН не е баш партиски профил? Затоа што тогаш, кога го бирале, процениле дека Силјановска веројатно може да повлече повеќе гласови од Владко Ѓорчев. Само тоа е логиката. Јас се извинам за риториката ако некого СДСМ повредува. Немам никаква намера да. Јас сум 8 години имено со таа политичка партија. Јас сум им благодарен за подршката во 2014. Тоа е политички преседан. Никогаш во историја на независна Македонија еден човек не добил втора шанса да се бори за председател. Тука наклон до земја. Но знаеме дека суетите во политиката се големи, а вие не само што велите дека јас сум над рейтингот на СДСМ, туку велите и јас ќе бидам и вашиот камшикар плюс. А во исто време они се чувствуваат дека они ве буткаат на цело време, а вие некако им одговарате со таква една риторика. Јас мислам дека они ме разбираат, они многу добро ме разбираат за што се залагам и што ќе правам. Че ја ако некој мисли дека па и од СДСМ, еве да ви кажам неотворено. Јас сум имал чест да работам со практично сите битни политички фигури од 90-тите до денес. Таква ми била работата, сум бил или во нивна близина или веднаш до нив. Не сум видел до сега висок политичар во Македонија, као што е Зоран Заев, кој трпи толку многу критика и бара критика. Че толку е толерантен на критика и од своите најблиски соработници, зашто ја лично, као непартиски, сум му многу благодарен. Ја ве убедувам дека тој имено такво нешто и ќе бара од мене утре ако ја добијам до вербата на граѓаните. Него не му треба послушник како што е сега Ѓорги Иванов, по телефон да му кажеш 53 лица ќе амнестираш, ќе помилуваш и ќе му напишеш текстот што ќе го исчитам. Не знам дали може пошироката јавност да поверува, бидејќи го знам многу добро Заев, он буквално бара такви работи. Знаете, во еден момент можеби од најблиските не очекувате такви критики. Ама на долг рок ќе видиш дека оно што ти мисли добро, со тој тип на критика, не да ти ја минува се, ти прави добро и тебе. Него му треба, буквално, ја го кажав на првиот митинг тоа, него му треба, ако е надворешен камшикар Европска унија, него му треба човек кој ќе биде, не кажам се камшикар, меѓутоа внатрешен еволуатор и да каже, гледате, некои потези, не знам, непотизам, некакви забегувања во криминал, на било кој ешалон, на било кој ниво, не се добри. Ако бараме датум за преговори, ако преговараме утре за утре, како што очекуваме, ние мораме да ги имаме тие европски стандарди. Не е европски стандард вие да вработите се живо и диво од вашата поширока и потесна фамилија и да кажете и претходниците така правеа. Значи од мене нема да добија такво однесување и да благодарам што ме избрате со вашиот ангажман и гласови и сега кажете што треба да направам. И тоа сите ве уверувам и во СДСМ и во коалицијата многу добро го знаат, па ја не сум од вчера со нив. Да, добро. Тоа што го спомнавте датума за Европска унија, право, правда, со тоа ќе продолжиме, но пред тоа сакам уште едно прашање поврзано со ова. Во вашите спотови користите материјали од Борис Трајковски, од Бранко Црвенковски. Сега, кажете ми, добивте ли подршка од Бранко Црвенковски за оваа кандидатура? Зборувавте ли со него, бидејќи во јавноста не се појавува? Па не се појавува, ја мислам дека е тоа, јас му го кажал, тоа се не е моје да, како сака така ќе се однесува возрастен човек, јас мислам дека неговото политичко искуство недостасува од време на време во јавноста со вас, новинарите, да сподели нешто што тој мисли. Гледате,
не барам се да ми сними спот, меѓутоа од вчера завчера почна да се вртат спотови, на пример, во кои добивам поддршка од поранешниот хрватски претставител. Стипе Месич, кој има 83 или 84 години, независно од спотот што го сними за мене, активен и во хрватската политика, па и во регионот. Црненковски тоа како имаше да понуди. Од неговото богато политичко искуство. Пред да почнам со кампањата, кога бев утврден како кандидат на оваа коалиција на чело со СДСМ, се видов со него, се гледам од време на време, фала Богу редовно, се видов со него и добив децидна поддршка. Нема да заборавите 2014 наспроти неговите заложби да не биде присутен во јавноста, имам и јавна поддршка за првата моја кампања, претходната кампања за председател. Не се сеќавам на тоа, значи имаше така. Има. Во јавност рече го поддржуваме кандидатот и тоа беше на писмено соопштение, не беше во камера кажано, меѓутоа неспорно е тоа, неспорно е. Сум бил со него 4 години, сум бил советник за надворешна политика и за безбедност и би било чудно да не ме поддржува со оглед дека во тие 4 години имавме исклучително добра соработка имено на тие неколку прашања, интеграции, името и така натаму. Да. Добро, да, морам вака да ве прашам дека самиот днес се појавува во јавноста, не знаеме. Нема да знаеме, да. Но господинот Црненковски е секогаш атрактивен во било кој контекст. Да. Во однос на Европската унија, пред да поменеме на прашањата за датум, за исполнувањето на условите, кажете ми, сите ние, јавност, новинарите, вие, политичарите, претпоставувам, јавност онаа која следи, мислам дека се чувствуваме изневерено од поставките на Европската унија, особено за датумот, особено после подпишувањето на Преспанскиот договор. Бидејќи знаеме сите дали ги исполнуваме условите, дали не, но сите сметавме дека е сосема реално малку да не се прогледа низ прсти, бидејќи поради овој огромен, гигантски чекор, поради гигантските остапки кои ги направивме како држава и како нација. Нели? Јас се и согласувам. мислам дека сме разочарани малку. Јас се согласувам, значи и ја го споделувам вашето разочарување и морам да ви кажам најголемото разочарување во оваа иста смисла го доживеав 2008 кога не одбија од членство во НАТО на Букурешкиот самит. Ете, таков услов не бил поставен за никого. Као при приемот во Обединетите нации бевме со референца, пример што не бил услов за ни една друга членка на ЮН. Сега ни велат морате да направите компромис со соседот кој е полноправна членка и не може да верувам дека на овој турбулентен балкански регион, кај што малите потреси се чувствуваат многу пошироко и подалеку, дека една мала држава со вакви ресурси, со непријатна историја, со нестабилно обкружување, е буквално оставена на маргините, вели договорете се со една друга членка на НАТО, па дојдете ни. 10 години бевме надвор. Јас тврдам дека една од главните, не единствена се разбира, една од главните причини зошто Македонија дојде до нивото да има автократски режим на фамилијата и да биде заробена држава според дефиницијата на Европската комисија, е затоа што бевме оставени таму. Сосема друго е кога преговарате со Европска унија, сосема друго кога сте внатре во тие организации, не можете да забегувате. Гледате, полноправни членки на Европска унија долгогодишни, да не спомнувам Полска, Унгарија, па внатре ќе ви направат процедура правна со која може и гласот да ви го одземат. Или, например, овие што се меѓупартиски организации, како што е Европска народна партија или, не знам, социјалисти, социјалдемократи. Европската народна партија покрена процедура, односно го суспендираше партијата на Виктор Орбан, да не може да гласа во тие меѓупартиски меѓународни организации. Значи, има институции кои може да ви речат, чекайте, вие сте полноправна членка, не можете вака се однесувате. А нас не оставија на маргини. Секоја држава која не преговара или не е внатре во ЕУ, има проблеми со демократијата. На тоа се надобро за жал многу успешно во наводници тој специфичен политички карактер на Никола Груевски и тие околу него и ние добивме таква автократија со која од 20 изборивме. Добро, но треба ли вие водечките политичари да бидете малку погласни? Значи, кога да речеме, тоа е многу често кај сегашниот председател Иванов, тој значи не пропушта прилика да ја искритикува Европската унија, нели најчесто за тоа за нашата обесправеност во многу погледи, но мислите ли дека треба малку погласно да се каже и ова дека ние како држава, значи навистина заслужувавме да добиеме датум токму поради не дека ги исполнуваме целосно условите, тоа сме сите свесни, но поради се што се случи. Видите, во меѓународната политика ни приватно, ни јавно не се прават такви испади, значи да почнеш да критикуваш големи држави од кои сепак зависиш на крајот, но и ти не си голема држава да можеш да им кажеш не вака така ќе биде. Ние оваа ситуација Русија и Кина контра Америка или обратно, кога секој има доволно ресурси да каже. Тоа што го правеше такав гаджиска реторика и внатре во државата, и со соседите, и со најголемите светски сили која правеше Иванов, именно не доведе до ова дереже, придонесе уште полошо да ни биде. Во меѓународната дипломатија или во политиката се работи на следниот начин. Вие морате да ги убедувате и зад кулисно често пати најголемите светски сили заради што именно заслужувате да преговарате со Европска унија или да бидете во НАТО.
Нема ни една конфронтирачка изјава на Заев или на било кој друг владин представник, ниту моја, во овој период додека кога го имавме договор со Грција. Еве да ви кажам една конкретна ситуација како треба паметно зад сцена да се работи и да ги држиш пријателите кои се помоќни од тебе, да ти помогнат, да те туркаат во таа насока. Имавме изјави од Бугарија, од највисоко политичко место, дека договорот можеби треба да претрпи да добие анекс. И ниот председател спомна и анекс. И ако ние одевме по реториката на некои соседни држави, да не ги спомнам, влеговме во таа кавга со комшиите, а тие се внатре, ние сме надвор, се уште, и да кажевме, па кој си ти да ни кажеш на нас, ние знаеш што се направивме до сега, тоа проаѓа евентуално во кафеана и евентуално на аматерско ниво во политиката. Затоа се работи зад кулисите и со тие луѓе кои изразиле резерва конкретно, како што се направи, и со оние кои се во Брисел, во Берлин, во Вашингтон и така натаму, кои можат да речат овој тип на комуникација не е пожелен меѓу соседите. Чи само на таков начин, со трпение и со аргументи, не со кавги на јавна сцена. Инаку да се вратиме на фрустрацијата која ја спомнувате. За жал постои и сега постои една друга теза која за жал политичката опозиција овдека не ја спомнува, само вели вие не сте способни, не направивте ништо и нема, ако не добиеме датум ќе биде само важно. За жал постои и минатата година на самитот во Софија, Европска унија Западен Балкан, францускиот председател Макрон имаше многу јасна јавна изјава во која вели, јавна изјава, француската министерка за Европа во регионот неодамна повтори дека пред да се реформира Европската унија, не сакаме да размислуваме општо за нови кандидати или за нови преговори и така натаму, што беше прилично грубо соопштување на една друга теза, дека внатрешната политичка динамика, барем во таа држава, веројатно има неколку други, во очи на евроизборите им е многу побитна, од нивен аспект, тоа е така, отколку сега да размислуваат за Албанија, за Македонија, да почнуваат преговори. За жал, ако на евроизборите во 23 до 26 мај, мислам дека се во сите земји членки на ЕУ, ако победат во значителен број, не само малку, евроскептичните политички партии, и ако се измени битно, повторам, битно ако се измени конфигурацијата во Европскиот парламент во таа насока, тоа ќе биде фактор со кој мора да се резонира. Но јас сакам да се концентрирам на нашиот файл, нашето досие. Ние мораме до крај да ги истуркаме оние задачи што ни се дадени и при тоа мислам дека ќе биде клучно да го имаме законот за специјалното јавно обвинителство. Да, добро, но како течат, гледаме дека преговорите се тешки, дали валјда ќе се постигне некакво решение, ќе зборуваме за тоа колку ќе бидеме сите среќни со тоа решение, особено дел од една критичка јавност на која се надевате на поддршка, но ми се чини дека со тоа што се случува кај нас, со пораките кои ги добиваме од Европската унија, кои се сега се помалку суптилни, а се повеќе директни, дека во јуни е тешко да го добиеме. Тој датум, особено и после оваа последната формулација на еврокомисарот Хан. Јас, бидејќи сум во сосема друго својство, си во кампања, не можам да ви кажам реално да ги следам сите суптилности во тие изјави. Тоа е прашање очигледно за Бујар Османи и за луѓето кои се надлежни за тие интеграции во владата. Јас мислам дека ако постои таков печаток и ако е во тој тон обоено она што доаѓа као соопштенија од Европа, тоа се должи пред се на нивната избор, тие се веќе во изборна кампања. И ништо друго не ги интересира, освен да добијат глас повеќе од своите домашни електорати, борејќи се за евродепутати, значи за европратеници. Мислам дека тамо ситуацијата е далеку од тоа, вие да ветувате дека плюс држави ќе влегуваат во Европската унија, тие се концентрирани само на она што домашниот електорат бара, а домашниот електорат, како и секаде, бара како неговата економска и социјална позиција ќе биде подобрена. Че мислам дека одат на комплетно домашна агенда во презентирањето и она што домашниот електорат сака да чуе, а не да се проширува Европската унија. Ако забележувате, например, на колку што ја можам да видам од оваа позиција, во евроизборите, во кампањата која тече, малку се спомена, например, не се зборува за односите со Руската Федерација. Не се спомнува она што прави администрацијата во Вашингтон на Трамп, например, визави Европската унија. Некои битни прашања, тоа е поприлично така една рестриктивна агенда која се однесува само на домашните политички прашања и нормално партиите, луѓето се борат за поени, за гласови, за позиции. Да, но повторно не ми кажавте, само кратко, очекувате ли да добиеме датум? Јас да, според она што го знам од ова што владата до сега ми го презентира надлежните министри, од она што можам да видам, јас мислам дека да, конечно го имаме на хартија напишан заклучокот од ланската година, од Софискиот самит, во кој вели во јуни до година ќе добијат датум. Сега, можеби граѓаните тоа не го знаат. Мислам дека беше објаснувано од представници на владата.
Во јуни може да ви дадат датум, меѓутоа тоа нема да биде сигурно 15 јуни да се почне, ќе се чека следната меѓувладина конференција нарекуваат, на која вистински ќе се почне, па има тука еден предскрининг и така натаму, меѓутоа велат во јуни 2019 ќе ви определиме датум за преговори и ние чекаме да има токму таква одлука, бидејќи Европската унија не сме да го руши својот кредибилитет и легитимитет во очите на сите нас и да рече ќе ви дадеме датум до година. Мораат да ни определат, според нивното соопштение од лани, мораат да ни определат датум во јуни сега, 19. Добро, правиме кратка пауза за реклами и се враќаме брзо во студиото. Почитувани гледачи, останете со нас. Интервју со господина Стево Пендаровски, кандидат за претседател на Република Македонија. На Северна Република.